Кој не поминал, не знае дека Чаир е можеби и најраздвижениот дел од Скопје. Не е за изненадување бидејќи густината на населението на 1 квадратен километар е околу 18.000 луѓе. Само за споредба, втората општина по густина на населеност во Скопје е Центар, со 5800 жители на 1 квадратен километар. Ајде што Чаир е 3 пати погусто населен од Скопски Центар, туку во последниве години почнаа да се градат се поголеми и се повисоки нови згради. А многу од тие згради се градат на тесни улички или на места каде лаички не би требало да биде дозволена изградба на толкави градби. За да не остане само на лаички впечаток дека во Чаир се гради на диво без преседан, се обидовме да провериме и преку факти. Прашавме во општината колку одобренија за градба на објекти за домување во стамбени згради, односно градби со намена А2, се издадени за периодот 2019-2022 година и за кои парцели. Општина Чаир за дадениот период има издадено 8 дозволи за градба на објекти со намена А2. Проверивме на терен дел од тие парцели. Заклучивме дека меѓу поголемите објекти кои се изградени или се градат со дозвола е една од овие стамбени згради во Газибаба, близу подвозникот кај хотелот Континентал. Дозвола издадена и за комплексот Премиум Резиденс, близу гинеколошко-акушерската болница во Чаир. Но во реалноста, во Чаир се изградени многу повеќе од само 8 стамбени згради во последниве 5 години, за колку што има одобрение. Тој факт води до еден заклучок. Во густо населениот Чаир на диво се градат стотици, можеби илјадници станови. Локациите на поголемите нови згради што ги видовме при обиколките на терен, а за кои општината не ни даде податок дека имаат одобрение за градба. Потоа ги проверивме низ јавно достапната електронска база на катастарот. Тоа што се потврди дека станува збор за дивоградби и тоа дел од нив изградени на државно земјиште, беше речиси небитно со друго, далеку поневеројатно откритие. Увидовме дека дел од новоизградените објекти кои ги проверивме, во меѓувреме се и легализирани, што е потврда дека биле дивоградби. Но проблемот е во тоа што легализацијата на овие објекти не требало да биде можна. Законот за постапување со бесправно изградени објекти беше објавен во службен весник на 24 февруари 2011 година и стапи на сила 8 дена подоцна. Во членот 2, став 2, јасно се вели дека легализацијата е можна само за објектите изградени до тој момент. Предмет на овој закон се бесправните објекти од ставот 1 на овој член на кои до денот на влегувањето во сила на овој закон се изведени градежните и инсталатерските работи во целост и истите представуваат градежна и функционална целина. И покрај тоа што законски не можело и не смеело да бидат легализирани, еве некои примери кои докажуваат дека во Чаир се случило спротивното. Оваа нова осумкатница се наоѓа на булеварот Македонско-Косовска бригада број 87. Според јавно достапните сателитски снимки, во 2011 година, односно крајниот рок поставен во законот за легализација на дивоградби, на тоа место имало некакви бараки или склад. Нема никакви промени се до 2014 и 2015 година, кога почнуваат да се градат куќи во околината, но не и на парцелата која е предмет на наш интерес. Таму, првите промени се од март 2020 година, кога очигледно се почнува нова градба. Во следната година, објектот расте, се поставува кров и се чини дека во февруари 2022 година веќе е готов. Сето ова значи дека на конкретната локација немало ниту З од зграда се до почетокот на 2020 година. Или, ако бил дивоградба, никако не смел да биде легализиран. Сепак, според имотните листови на становите кои се впишани на таа парцела, објектот е легализирана дивоградба. И тоа преку повеќе решенија кои општината Чаир ги донела во текот на 2022 година. Оваа седумкатница се наоѓа веднаш зад поштата во Чаир. Во 2011 година зад поштата има само куќи, покажуваат јавно достапните сателитски слики на Google. Ништо значајно не се менува во околината до 2017 година, кога е почната градба на помал објект на улицата Џон Кенеди. Во април 2020 година зад поштата и натаму има само куќи. Но веќе на следната сателитска снимка од август се гледа почеток на градба на поголема зграда. Во следните година и половина, до февруари 2022 година, таа се чини готова. Според документите од катастарот и оваа зграда е легализирана дивоградба, иако тоа не смеело да се случи.
Згора на се, во документите од катастарот пишува дека легализацијата на оваа зграда е извршена врз основа на решение за легализација од општината Чучер Сандево од јули 2022 година. На улицата Цветан Димов јасно се видливи овие три споени осумкатници. Во 2011 година покажуваат сателитските снимки, таму има само зеленило и понизок објект во непосредна близина. Снимките не се доволно јасни за со сигурност да се заклучи што точно се случува на локацијата. Но во 2016 година, на местото на претходниот понизок објект, никнува градба која во јули 2018 година веќе се гледа дека е стамбена зграда. Ноември 2021 е последната сателитска снимка со зеленило на локацијата. Веќе во февруари 2022 се гледаат првите катови од нова, поголема зграда. Во октомври се поставува кровна конструкција, а до мај 2023 година веќе ги има другите две згради кои можат да се видат и денес. Според катастарот пак, на предметната парцела се наоѓа зграда со само 4 ката. И тие 4 ката се легализирани, и тоа во решение од општината од 18 март 2022 година. Иако секој од овие објекти има своја генеза, сите делат една иста работа. Били изградени далеку подоцна од 2011 година, која е временска граница по која еден објект не смее да се легализира. Тогаш, како се легализирани објекти изградени дури и во 2023 година? Освен што го поставивме ова прашање, до општината Чаир ги посочивме и трите примери објавени во оваа сторија. Локалната власт не го отфрли нашиот заклучок, но ни одговорија дека тие ги почитувале законите при постапките за легализација, вклучувајќи одредбата дека е дозволена легализација само на објекти изградени пред март 2011 година. Но сугерираат дека доказот кога е изграден некој објект за кој се бара легализација го дава оној што го поднесува барањето. При водење на постапките за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, општина Чаир целосно го почитува член 6 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти, согласно кој се вели дека кон барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект, барателот треба да достави и доказ за приклучок во комунална инфраструктура и или сметка за јавни услуги, струја, вода и така натаму. А доколку бесправниот објект нема инфраструктурни приклучоци, тогаш изјава заверена на нотар, дадена под кривична и материјална одговорност, со која барателот ќе потврди дека бесправниот објект е изграден пред влегувањето во сила на овој закон. Или од општина Чаир, целосно ја префрлаат одговорноста на тие што побарале легализација, а знаеле дека објектите им се изградени по март 2011 година. Но тука се јавува нов проблем. Законот за постапување со бесправно изградени објекти беше неколку пати менуван за да се продолжи рокот за поднесување на барање за легализација. Тој рок последен пат беше продолжен до декември 2018 година. Објектите за кои ние поставивме прашања се изградени подоцна. Како е можно да биле поднесени барања за легализација на споменатите градби, кога тие не постоеле ниту на 31 декември 2018 година? Од општината Чаир одговорија, без оглед на рокот за доставување барања, барателот е тој кој доставува доказ или изјава дека објектот е изграден пред март 2011 година. За една од можните варијанти неодамна го прашавме Изет Меджити, поранешен градоначалник на Чаир од редовите на ДУИ, а сега председател на партијата Демократско движење на која припаѓа и актуелниот градоначалник на Чаир Висар Ганију. Чиф изуме да се градат згради без одобрение за градба во општина Чаир и да се легализираат со тоа што ќе се заведуваат под стари архивски броеви. Чиф изуме тоа? Да. Para dhe më thonë se defokusove deshat përgjigjem pyetjen e parë. Po okej, absolvujem domethënë. Што ако се докаже дека навистина има злоупотреба на стари архивски броеви за легализација на нови дивогради? Sa i përket domethënë ndërtimeve të egra, në nivel të mashonisë ka mbi 500.000. Domethënë dhe nëse shtojmë me numrin e banorëve, domethënë do del që çdo familje domethënë është involvuar te ndërtimet e egra. Nëse nuk do kish ndërtimet e egra kanë qenë domethënë edhe në kohën kur kanë qenë kompetencë e Ministrisë së Transportit dhe jo komunave, dhe ai mandej ka vazhduar. Не го демонтирате ова што ве прашувам. Faktikisht u asqaroj domethënë se për atë arsye, domethënë në nivel të maqenisë disa herë kanë sjell ligj për legalizim. Po mos kish pas ndërtimet e egra prej Strumice deri në Struk, pra nuk do kish nevojë as për të sjell ligj për legalizim.
Pra, qytetarët në Çajër, domethënë nuk kanë bërë asgjë më shumë se atë që kanë bërë domethënë në nivel të Shkuprit dhe nivel të Maçanisë, dhe kjo çështje fundit Много прецизно ве прашав за злоупотреба на стари архивски бројчиња за нови дивоградби. Сега нема актуелен закон за легализација на дивоградби, вие тоа знаете. Ако сега некој направи дивоградба, не може да ја легализира. Треба да се урне. domethënë në esencë aty është për shkak pengesës së ligjit domethënë për planifikim hapësinor që tani nuk janë domethënë ka shumë kompetenca qeveria, qyteti, vonohen dhe kjo i ka detyruar qytetarët sepse në fund qytetari ndoshta me ligj për ndërtim apo me legalizim paguan komunalet e njëjta. Në Çajër janë diku 200 euro për metër katror, domethënë nuk favorizohet në këtë drejtim. Документите и другите факти засега не нудат прецизен одговор. Како се легализирани објекти изградени 10 години по крајниот законски рок? Или како е можно да се поднесе барање за легализација на објект изграден последниве 2-3 години, кога рокот за поднесување барања истекол уште во 2018 година? Продолжуваме да прашуваме.